Драги мои пријатели, еве не и ово утро во гурманските приказни за обичните луѓе, значи вашиот и наш серијал во кој што ве воведуваме во тајните на гастрономијата. Повторно сме во ресторан Кале, мојот домаќин готвачот Сакип. Тука се дружиме, буквално секој второ, трето утро во неделата и заедно приготвуваме прекрасни рецепти. Што имаме денеска на мени, Сакип? Имаме јагнешка дроп сарма со кисело млеко. Оф, мори мајко. Навистина прекрасно. Ќе видите како се готви јагнешка дроп сарма од рацете на еден извореден мајстор кулинар. Тоа ќе го направи тука и за вас, но и за нас како дел од екипата која што ќе имаме шанси, нели, и да пробаме. Што ни е потребно за јагнешката дроп сарма, Сакип? Самото име се носи јагнешка дроп сарма, за тоа што се користи натршицата од јагнето. И тоа? Белиот дроп, црниот дроп, доваѓа срцето и дел од јагнешкото месо. Нека се додава. Мора, така, добро. Се зема хроме, се пржува, морковче, така. се зачинуваат. Шефмикс, за шефмикс, да. бибер, наша сол, наша сол. оривче и оривче на крајта. Сето ова се става во едно, се прави една смеса, како за обична сарма, и после се формира со умарамица од самото јагне. Тоа е тоа умарамица. Така. Епа да почнеме. Јас морам да кажам дека е добро да се свари, значи и потребно е да се свари прво целата таа јагнешка внатрешност, значи срцето, белиот дроб и црниот дроб да се сварат убаво, за да бидат подготвени за овој дел од подготвувањето на јагнешката дроб сарма. Ние сваривме и јагнешко мевце тука заради тоа што сакаме да ја направиме да биде навистина гастрономски врв, гастрономски квалитет и да она што ќе го видите на малите екрани едноставно ве потикне да направите утре подобро јадење. Можеме да почнеме со подготовката. Оде ставаме хроми да го пропржиме. Еве сме, Сакип, сега моментално треба да ја правиш сармата. Ајде, повели. Значи зимаме марамица. Точно марамицата стане во ова е некоја твоја тајна, затоа што генерално јас знам дека многу наши домаќинки ја прават на рака. Ама ова е веројатно тајна за полесно да се напресаме. Значи, се зима кутлаче. Браво. Браво. Времено, после со марамицата се затвара. Се затвара и баш идеална сармичка. Така.
to. Јас, да ти кажам искрено, не сум видел, и у Турција сум јадел на многу места, сум јадел и во Грција, но ова дроб сарма што е овдека приготвена, нашата камера може да ја даде, е навистина ремек дело. Буквално како лепче кога се подготвува. Што треба сега да направиме? Сега треба да се прелие со бешамелов сосот и да се стави да се пече. Бешамел или пола вода, пола бешамел? Пола вода, пола бешамел, може. Зошто пола вода, пола бешамел? Да дајаме една тајна, за да оризот... Припаза на вреде и за оризот да може да нарасе. Така, пред малку Значи, кажа. кој ќе да 80%, значи од незиното приготвување, се прави еден фил од кисело млеко и јајца, се прелива згора и тоа е Кисело млеко и јајца запечуваме и така.